верувам дека ова вклучување ќе биде интересно за сите оние кои што се љубители на растенијата, односно главно хоби им нега и одгледување правилно на самите растенија или поточно кажано оние кои што ја сакаат хортикултурата. Во ова вклучување на лице место, кратко вклучување пред самиот крај на денешното издание на нашата утринска емисија, ќе напоменеме кои растенија се идеални за садење во овој есенски период, но и се разбира како правилно да се грижиме за нив. Во продолжение слушаме многу повеќе од мојот денешен гостин Ѓорги Самарџиев. Да му посакаме добро утро. Добро утро до сите гледачи. Да, токму овој период, есенскиот период, идеален за повеќе работи во градината, кога станува збор нели кои се најбитните, токму тоа да садиме. Што може да садиме, овој период на вистина дозволува да садиме секаков тип насадници, одгледани во саксија, одгледани класично во нива, со бусен, одгледани па сега нормално доколку садниците веќе имаат некои паднати листови, со гол корен може да се садат и присадуваат. Она што ние го тргнувајќи од тоа дека последните 5 до 7 години на вистина имаме многу благи зими, и веројатно и многу од гледачите се сведоци дека на некој начин се повеќе посегнуваме по медитеранските растенија, оние што се екзотични, што не се толку карактеристични за ова наше поднебие, а сакаме да ги имаме. Едно од тоа е на пример маслинката. Така да последниот период сведоци сме дека ние, зборам како градинарски центар, имаме многу прашања на таа тема, дали можам да посадам маслинка во дворот, како да ја одгледувам, како да ја садам и така. Кога станува збор за медитеранските растенија, ние секој пат препорачуваме најдобро време за тие да се бидат посадени на пролет или евентуално лето, доколку сакаме да ги чуваме надвор во земја, во градината. Доколку ги набавиме сега овој период нели во зима, доколку саксијата е во некоја нормална големина за да може да ги пренесеме на некое потопло место, да го направиме садењето одложено за напролет. Зошто тоа го препорачуваме? За да има доволно време садницата да развие што поголем коренов систем, на некој начин по-спремна да дојде да го пречека престојното зимо. Меѓутоа и во случај да треба да ја посадиме садницата, треба да ги следиме температурите. Кога станува збор за Трахикарпус фортунеи хамрапсекселза, значи тоа е синоним за палмите што ги садиме надвор и издржуваат минусни температури до минус 20, или маслинките, или некои многу други исто видови медитерански растенија, треба да ја пратиме температурата. Доколку имаме спорадични минус температури, значи само во текот на ноќта од минус 1, минус 5, меѓутоа дневната температура е над 0 степени, тоа што тие температури не се толку опасни, без проблем растенијата се имаат капацитет тоа да го пребродат без никаков проблем. Меѓутоа доколку на прогнозите најавуваат 7 дена, блок 5, 6, 7 дена или 10 дена, каде што и ноќните температури се минусни, пример минус 5, минус 10, меѓутоа и дневните се минус 5, во тој случај или секако под нулата, во тој случај треба да превземеме нешто за да ги заштитиме. Вообичаено меѓу народот е познато како да го заштитам на растението е да го завиткам со најлон. Тоа е на некој начин погрешно. Да, најлонот штити од ладен ветер, на некој начин во еден момент и добро делува, нели, поготово кога ќе огрее сонце, го заробува зракот и имаме нели како пластеник, температурата е внатре повисока, меѓутоа со ноќните температури од текот на ноќта се создава кондензација, капките паѓаат на дрвото, тие замрзнуваат, значи се правиме обратен ефект и на некој начин го имаме загушено растенијето. Доколку растенија заштитуваме во надворешни услови, треба да користиме, тој е сега во секоја земјоделска аптека достапен, филц, тоа е обична бела ткаенина со микропори, која што го има ефектот на најлонот да заштитува од ладен студен ветер, а во исто време, благодарение на микропорите, растението диши низ нив. Така да на некој начин поприродно е, доколку ги заштитуваме маслинките или палмите зимно време, за тоа да користиме филц, значи ткаенина со микропори. Со оглед на нашето предвидено време, пред самиот крај сакам да ве прашам и за оние растенија кои што се карактеристични за нашето поднебие, односно кои растенија се препорачуваат да се посадат во овој период и за оние кои што живеат во згради, во станови, а ја сакаат хортикултурата, како да ги уредат своите балкони?
комплексно прашање за многу кратко време. Да. Знам. Нашата препорака е, нели, доколку имаме двор, бидејќи на некој начин бетонот не притиска од сите страни, секој пат нашата препорака е да садиме дрвја со растенија со поголем волумен. Дали се тоа високи грмушки, дали се дрвја, нормално, со сразмерна крошна на просторот каде што ќе ги посадиме. Секој пат препорачуваме, нели, што поголем волумен на зеленило, на некој начин повеќе ќе го племени просторот. Нели, секако, зависно од меракот на домаќинот или домаќинката, на фамилијата, уредувањето може да биде различно, меѓутоа ние ги на некој начин ги охрабруваме сите гледачи кои што сакаат да имаат убав уреден двор, да се одважат да посадат некое соодветно дрво во својот двор или својот дом. Кога станува збор за терасите, најкарактеристични се цветниот расад, сезонски, дали е тоа летен или сега зимскиот виолите, кои што нели на некој начин во мали садови со малку земја може да виреат. Моја препорака за сите оние што имаат балкони, за да балконите нели безпрекорно им бидат зелени, е доколку има можност да извадат вода надвор, да може да инсталираат систем капка по капка. Значи тоа не е скапа инвестиција, тоа можете самите на некој начин да го воспостават, меѓутоа ќе бидат многу раат, поготово текот на летните месеци, кои што на некој начин се пресудни за сите растенија одгледувани во сакси. Ви благодарам за одвоеното време и што имавме можност за овој прекрасен разговор и да имаме можност за овој разговор од оваа прекрасна локација. Во секое време беше драго. Благодарам уште еднаш.